Почитувани гледачи, добро вечер во вашиот и наш паричник. Тема на вечерашната емисија ќе биде субјективните причини за успехот и неуспехот на малите и на средните предпријатија. Ви гарантирам дека ќе имаме добра емисија и затоа ќе ви ги ставиме на располагање нашите телефони на кои ќе можете да се јавувате, особено новите предприемачи и старите што успеале или што не успеале. Имаме многу интересен гостин. Тоа е господјата Весна Хриџич, магистар Весна Хриџич. Добро вечер и добре дојдовте, господја Весна. Таа е новопечен магистар која на Економскиот институт ја одбрани темата улогата и значењето на финансиските анализи во функција на работењето на микротрговските друштва. Па, кога веќе темата ја поставивме, да почнеме вака со прашањето да нашиот разговор ќе се однесува повеќе на малите предпријатија, кои по воспоставувањето на новиот економски систем во нашава земја се изродија илјадници станаа директори и така натаму. Таа слика многу се смени во констелацијата на предпријатија. Како ја оценувате вие сега од денешен аспект, од тамо 90-тите години до денес, таа промена, илјадници фирми, дали се збогати, се осиромаши во функција, на штета на економскиот живот? Значи, микротрговските друштва, малите и средни, отпочнуваат со своето формирање некаде од 90-тите години наваму. Тој тренд бележи постојан пораст со оглед на тоа што започнавме во еден период на транзицијата, па наваму, во период кога многу забрзано се формираше невработеност кај населението, значи многу вработени луѓе останаа без работа и од така зголемена невработеност на некој начин луѓето беа втурнати во предприемништвото, да сторат нешто со себе, да сторат нешто за себе и за своето семејство, да обезбедат работно место, да обезбедат заработувач, како до тогаш тие работеле, заработувале, функционирале на едно нормално ниво, сега одеднаш каде? Значи, по принципот на самовработување, можам да речем дека се втурнати во предприемаштвото, не дека сите од нив се чувствуваат предприемачи во душа. Или талентирани. Или талентирани за нешто, туку едноставно мора нешто да сторат. Од тие услови произлезе предприемништвото кај нас, не само кај нас, и во светски рамки. Значи, мал е бројот на оние предприемачи кои што се чувствуваат карактерно како предприемачи и кои што и покрај своите средства имаат мноштво на идеи кои што сакаат да ги реализираат, да ги внесат на пазарот новините кои што постојат во нивните глави и слично. Тоа се мал бројот на предприемачи. Сите други потекнуваат од најчесто од стечајните работници, па наваму. Значи некој со желба, некој по силата на нештата, по силата многу малку со желба, многу повеќе по силата на нештата, но и сепак е за поздравување, тие нешто прават. Значи, не се да со скрстени раце, само ќе чекаме сега, еве не сме во работа, не работиме и така натаму, едноставно нешто прават за се. Тогаш законот тогашен кога почна приватната иницијатива, односно регистрацијата на приватни на мали предпријатија, беше мислам дека полиберален, па можеше и сите дејности, секој да... Да, во тој период беше полиберално и во моментот на основање на трговското друштво, предприемачот или лицето што го оснива друштвото и немаше јасна визија што ќе оснива. Дури да речам жаргонски во секојдневниот говор се сретнуваше, па ќе си направам една фирма, да ја имам. Па што дојде? Па што дојде, затоа што и нашето стопанство малку работеше во турбулентни услови, па не се знаеше што оди подобро од другото, дали тоа трговија, дали производство или слично, дали земјоделие, едноставно си формираја фирми да им се најдат. Во таквите формирани друштва и таа либералност на законот
беше препишуван цел шифрарник на дејности од Заводот за статистика. Ферман. Тоа беше неколку страни, од 0,1 шифра до 99 таму, се што е можно, тие има основано фирма да можат едноставно да почнат да работат. Со што? Со тоа што ќе им испадне како прва реална можност на пазарот. Вака, дозволете да покажам вашата магистарска работа, иако таа е уште во оние корици службени, да не речем, уште не е издадена, но се надевам дека ќе биде издадена. Но верувате, драги гледачи, дека во оваа книга е така добро анализирана работата, проблемите и има дадено упатство, така е синтетизирано, систематизирано, што ви ја препорачувам да ја прочитате, а сега ќе разговараме на тема на содржината на оваа книга. Ги класифицирате првин менаџерите. Значи сите мислиме дека ние знаеме се да работиме, нели? Исто така можеме да го поврземе со вашиот одговор за тој шифраник од колку дејности што ги рековте вие 99 дејности, но ние кога ќе основаме фирма, предпријатие, мислиме дека тоа се води лесно. Тоа само по себе е така. Вие овде ги анализирате, ги дефинирате, ги синтетизирате сите тие проблеми. Па ја би ве молел вака за нашите гледачи кои многобројна е таа публика што има основано фирма, а што има неуспех доживеано. Значи да им препорачаме на што да обрнат внимание. Еве да почнеме од менаџерското знаење или незнаење. Вака, да се биде менаџер, предприемач, собственик не е исто. Значи, предприемачот како личност мора да има визија, желба, волја, истрајност да го направи тоа. Менаџерот треба пак да има знаење како тоа треба да се направи. А собственикот нормално треба да има парични средства или парични еквиваленти за да го направи тоа. Во денешно време кај нас овие три домени се помешани или поистоветени. Сите ние мислиме, како што рековте, дека јас сум добар домаќин, поаѓам од тоа, па можам да бидам и добар собственик, и добар менаџер, и предприемач, и можам успешно да си го водам мојот бизнис, затоа што ќе се потрудам да бидам успешен. Но пазарот не ги гледа толку едноставно работите. Немилосрден. Пазарот е пазар, немилосрден, и пазарот не разликува мали и големи. Не разликува едуцирани од неедуцирани. Каде се имаат најмногу на како да речем, на танок мраз луѓето што основаат фирма, како менаџери, навлечено, да речеме. Каде имаат газнато на трула штица, на гнила штица што се. Мораме да имаме знаења како својот бизнис. Значи ние влагаме без знаење дека треба некој работи да се почитува. И немаме знаење дека треба да имаме знаење. Значи тоа е битниот момент. Ние не знаеме дека нас ни недостасува знаење. Ние имаме самодоверба. Па ќе почнеме да работиме. Ќе отворам фирма како што отвори соседот или колегата и така натаму, па него лесно му оди, па ќе ми оди и мене лесно. Не е едноставно. Кои се причините? Да одим по-конкретно. Причините едноставни, причините за неуспехот е прво незнаењето на менаџерот. Од една страна, што да почни, каде да почни, како да работи и паричните средства. Значи, основната причина за неуспех на микро, малите и средни трговски друштва, тоа се финансиите. Финансиите. Започнуваме од така наречените 3F пари во теоријата. Тие 3F пари се состојат од три компоненти, затоа се наречени 3F пари. Тоа се парите на собственикот, оние кои што ги има, а ги вложува комплетно сите своји заштеди, понатаму парите на фамилијата, која позајмува, која што треба да верува во идејата на предприемачот дека е добра идејата, а како фамилија дали е тоа објективно верување или субјективно не навлегуваме. И третото F, тоа се парите на пријателите. Така. Значи, почетокот е со овие 3F пари. 3F парите се многу малку.
недостатни за отпочнување на еден бизнис. Но сепак доволни да некаква идеја се преточи во реалност. Да се почне. Да се почне, да се основа трговско друштво. Но потоа се маките. Потоа се маките. Уште еден момент тука би го издвоила: отпочнување, регистрирање на трговско друштво со материјален влог. Значи, паричните средства и те како требаат за почеток. Но оној оснивачки влог кој што законски е дефиниран на 5000 евра. Да. Либералноста на нашиот закон вели може да биде и материјален. Тоа е компјутер, 2 бироа. Тоа е компјутер, 2 бироа, 2 столици, по проценета пазарна вредност 5000 евра и веќе сме комплетни. Да, мислите дека тука законот е либерален, треба да се смени? Тука треба и како да се менува законот, затоа што либералноста не влече надолу. Значи, трговското друштво, независно од големината, му требаат финансиски средства, пари. Парите ги дефинираме. Втора препорака ваша, бизнис план, така ли? Да, бизнис планот кој што, за жал, во, да речам, повеќе од 90% кај предприемачите е непозната. X. Го нема. Едноставно не слушнале. Што е тоа бизнис план? Зошто тој мене бизнис план ќе ми треба? Ова прашање се поставува во моментот кога младиот предприемач ќе се обрати до некоја банка кредитор. Затоа што триев парите не стигаат веќе. Така, да. Ќе треба да се дополнат со кредити. Така. За да добиеме кредит од одредена комерцијална банка, нас ни треба добар бизнис план. Банките бараат? Каде што ќе треба да го прикажеме оправданоста од основањето на нашето друштво и нормално конкурентноста на нашите производи понатаму на пазарот. Без таков добар бизнис план не можеме да добиеме кредит. Но не е само бизнис планот само за пред банките, туку за перспективата бизнис планот комплетно треба да се план. отпочне со негово формирање, со негово составување, уште во моментот кога нашиот бизнис е во фазата на идеја. Значи, идејата да ја подкрепиме со бизнис план. Но се уште не е созреано знаењето дека нас ни треба тој бизнис план. Нашиот бизнис план во пракса се сведува на една едноставна калкулација. Ми треба толку, ќе вложам толку, ќе продадам, ќе заработам толку, со неколку ставки калкулација. Тоа не е бизнис план и не може да го замени бизнис планот. Бизнис планот треба да биде изработен, да ги следи фазите на идеја, оснивање на друштво и отпочнување со работа и да се ажурира тековно, за да биде квалитетен бизнис план. Од друга страна, треба да биде изработен од стручни лица, затоа што самиот бизнис план не е едноставно четиво кој што ќе може една единка да го изработи. Тука влегуваат повеќе составни делови во самиот бизнис план. Значи, мора да имаме план на производство. Да. Значи, постат повеќе делови, но јас би ги издвоила најбитните. Планот на производство ќе го изработи експерт кој што се занимава со производната проблематика. Само тој може да изработи добар бизнис план за производство на одредениот производ или за извршување на одредената услуга. Маркетинг планот уште во економската теорија е наречен срце на бизнис планот. Не џабе е наречен срце. Сигурно има многу важна улога во самиот бизнис план. Ако не знае околината за нас, како ние ќе работиме, како ќе продаваме, како ќе настапиме на пазарот. Испитувањето на пазарот? Тоа спаѓа во доменот на маркетинг планот. Финансискиот план. Значи, обезбедување на доволно финансиски средства, кои што ќе можат да го финансираат бизнисот од основањето до првите продажби, до моментот кога ќе може тој бизнис сам да се финансира и да се издржува. Да ги враќа парите. Финансискиот план исто така во економската теорија е наречен круна на бизнис планот. Значи, овие епитети не се џабе дадени од нашите теоретичари. Значи, кога ќе земиме предвид стручноста за изработка на тој бизнис план, времето
да се направи едно валидно истражување на пазарот. Производниот план и сите тие активности отпаѓа многу време, а нормално и врзува финансиски средства, што на почетокот собственикот или менаџерот не ги става во калкулација. Не ги става во калкулација затоа што ги нема. И затоа што не е упатен. Немањето на финансиски средства не му дава за можност да се информира. Информацијата вреди пари. Значи, затоа доаѓаме во ситуација кога предприемништвото кај нас и основањето на бизнисите е повеќе од стихино. Колку фирми имаат пропаднато, дали имате некоја информација поради овие работи, поради незнаење? Од основање до имате ли некој пресек? Преку 90. Преку 90 на 100 пропаѓа нови формирани, ново формирани. Најновиот процент не ми е познат, но ми се чини дека некаде преку 90%. Ова е важен податок за тие за луѓето што не гледаат да знаат зошто ја правиме оваа емисија. Да. Тој морталитет, да го наречам, на трговските друштва се должи како резултат на нестручноста, необученоста на предприемачите, а од друга страна немање можност тие да бидат прифатени, да бидат на некој начин барем бесплатно советувани, обучени, да бидат обврзани на некакви периодични обуки, каде што ќе го дооформуваат своето знаење, за да можат бизнисите да растат. Добро, видете, сега во Македонија се отворија многу консалтинг центри, невладини организации кои даваат услуги, пружаат услуги и така натаму. Колку нивното постоење потребно или можеби се прекубројни како што некаде и сум прочитал. Видете, слободното... И се извинувам, и внесуваат конфузија во насочувањето на менеджерите. Каде, дали вамо, дали таму, ова. Се формираат владини организации, аплицираат за проекти и така натаму, така што навистина се внесува на конфузија и менеджерите не знаат на која школа да се доверат. Вие сте... Слободното формирање на трговски друштва дава да се право да се формираат и вакви консалтинг трговски друштва. Тоа се сепак во делот на трговски друштва, во делот на микро, мали и средни бизнеси. Се уште немаме доволно контрола на нивното работење. И нормално дека менаџерите не знаат каде да се приклонат. Пазарот ќе исфрли кои од нив се добри, кои од нив се помалку добри и кои се лоши за користење. Значи, и тука е еден да речам една конфузија створена каде да се обратат менаџерите, каде да се обратат собствениците, предприемачите. Сигурно дека треба да постои една владина или невладина програма која што ќе врши насочување или која што пак ќе го издиференцира пазарот, кој е стручен и доволно обучен да врши консалтинг, а кој не. Нормално со претходно лиценцирање на вработените лица. Да. Секоја една стручност и можност да вршите консалтинг во одредена проблематика треба да биде решена со лиценцирање. А лиценцирањето се добива нормално со исполнување на одредени претходни услови од аспект на теоретско и практично знаење. Значи и на тој пазар се уште влијае малку конфузија, малку или повеќе да речам. Така. Видите, господин Хреджи, бидејќи овие сите 4 компоненти, односно глави што сте ги обработили во вашата магистерска теза, се испреплетуваат и се надополнуваат. Па затоа јас пак би се вратил, например, на улогата на менаџерот, која е главна улога. Значи, како во еден филм, главниот јунак е менаџерот. Сите други работи се, да не речам, придружни. Прашањето од тоа неискуство, таа неинформираност, носењето на одлука, постапката за носење на одлука, колку влијае во работењето на една фирма? На било деловна, финансиска, сметководствена? Носењето на одлуки кај малите трговски друштва е многу поедноставно во споредба со поголемите, со акционерските друштва. Значи, најчесто тука е едно лице кое што размислува индивидуално, кое што често пати себично не сака да ја сподели идејата со вработените и слично,
факт дека таквата идеја и одлука може би нема да бидат правилни, продуктивни и може би нема да го носат бизнисот по една нагорна линија кон раст и развој. Кога друштвото малку ќе се подпорасне, кога ќе се зголеми бројот на вработени, микротрговските друштва по Законот за трговски друштва се оние друштва кои што имаат вработени до 10 вработени, чиј бруто приход изнесува некаде до 50.000 евра годишно. Значи, со самиот раст на друштвото, така се зголемува проблематиката, а и можноста тој менаџер да се консултира. Значи, во почетокот, предприемачите не се спремни да се консултираат со луѓето околу нив. Може би со најблиското семејство, да, но секогаш сметаат дека нивната идеја е една, единствена, уникатна и дека тие се способни тоа да го направат. Значи, некако се поистоветуваат со својата идеја, како што во економската теорија некаде сум сретнала, идејата за предприемачот е како новороденче. Толку ја чува. Да, емотивно се врза. Да, емотивно се врзани и оттаму доаѓа неуспехот на друштвата. Доколку би биле поотворени, би се консултирале со околината, со стручни и нестручни лица, значи не е секогаш консултантот стручно лице. Може и нестручно лице, и пријател да ни даде добар совет, добар домаќински совет како понатаму да продолжиме. Исто е тоа една од слабите точки или маните на профилот на нашите менаџери, предприемачи, сопственици, било како да ги наречеме, во оваа фаза, во така наречената натална фаза на трговските друштва. Секој едно друштво започнува како микро. Да. Или барем преку 90% тие започнуваат како микро. Да. Со минимум до 10 вработени. Најголем процент започнуваат како друштва со еден вработен, а тоа е управителот. Затоа што смета дека може се сам да си направи. Да. Видите, сега ќе ви поставам прашање од вашиот најтесен домен, а тоа е сметководството. Вие сте и предавач на Космо иновативниот центар, кој е член на Комората на малите бизниси. Така. И вие сте председател на управниот одбор, колку што сум информирана. Да ја фатиме темата за познавањето на значењето и улогата на сметководството во една мала фирма. Бидејќи, пак ќе се вратиме на менаџерите како главни личности во сиот овој филм, како што почнавме. Има впечаток дека кога ќе се соочат со сите обврски што ги налага сметководството, дека тие се шокирани, дека тие се дезориентирани. Каков е вашиот впечаток? Го делам вашето мислење. Значи, покрај теоретските познавања, јас работам и практично сметководство и обуките преку Космо иновативен центар, кои што постојат некаде подолго од 10 години, а 10 години ги водам лично јас. Произлегуваат од потребата токму менаџерите, управителите да се запознаат со сметководството и битноста од неговото инволвирање, имплементирање во работењето на едно микро или мало трговско друштво. Сметководствената проблематика е комплексна. Значи, дури ни ние сметководителите не можеме да кажеме со сигурност дека 100% ја познаваме својата проблематика. Затоа што секое трговско друштво, како една целина, една единка, обработува една своја специфична проблематика, која што специфично треба да биде третирана сметководствено. Во рамките на обуките поминале голем број на слушатели, кои што, мислејќи дека знаат нешто од сметководството или сметајќи дека сметководството и не е баш нешто посебно во рамките на економската наука, после обуката станале свесни од битноста на сметководството и сметководителот кој што се јавува како партнер во работењето на едно трговско друштво. Колку што може сметководителот да го
среди работењето на друштвото, колку што може да го подобри и да го поведе по линија на раст и развој, толку може еден нестручен сметководител да го повлече надолу самото друштво. Затоа минатата година, некаде август 2012, беше донесен законот за вршители на сметководствени работи. Значи, до 2012 година на пазарот на сметководство и вршители на ваквите работи владееше хаос, кој сака, кој може, кој смета дека знае, кој се обучил некаде попатно, тој беше сметководител. И цената на вашите услуги беше многу ниска? Цената беше многу ниска. Веќе од 2012 се воведе лиценцирање на сметководителите, лиценцирање на трговските друштва, кои што ќе ги исполнат условите за да добијат лиценца, да можат да вршат сметководствени услуги. Првите уверенија се веќе дадени, работиме со нив. Постои планирано е тестирање со повеќе испити, значи не се работи за еден испит, еднократен тест кој што ќе го валоризира знаењето и профилот на сметководителот. Значи предвидени се повеќе испити, каде што сметководителите ќе се здобијат со лиценца и право да се занимаваат. Прашањето ми беше какви се последиците од незнаењето, од несваќањето за значењето на обврската за сметководство, за чисто сметководство во една фирма, во однос на затварањето и на просперитетот и на животот на една мала фирма. Фактот што преку 90% трговски друштва во првите 3-4 години искажуваат загуби или влегуваат во ликвидација и стечај, зборува дека не се сметководствено консултиране. Прво и основно, предприемачите мислат дека сметководител не им треба. Кога ќе се судрат со моментот завршна сметка и поднесување во строго пропишаните рокови во надлежните институции, тогаш во 5 до 12 бараме сметководител. Ние ќе најдеме сметководител, но не и илузионист кој што ќе направи чудо од нашето работење. Значи, тоа е едноставно обработка на сметководствената документација во 5 до 12, со некаква нереална слика. Доколку предприемачот планира со сигурност да работи и да го води бизнисот кон раст и развој, мора да склучи договор со валиден, добар сметководител. Сметководител кој што во целава оваа ситуација представува и консултант. Значи, секој чекор што треба да го превземе предприемачот, треба да биде исконсултиран со сметководителот. Се е можно, но се има законски пропишана рамка. И треба да се запази формата и содржината на рамката, за да можеме понатаму да... Да, вие за потребите на вашата магистарска теза наблюдувавте 10 фирми, како што пишува овде, и еве да не ве цитирам јас од магистерскиот труд, вие сама ќе кажете на какви искуства, на каква слика наидовте при анализирање на работата на тие 10 примероци што сте ги употребиле за магистерската теза. Значи, базирано на моето практично работно искуство, што е подолго од 20 години, си зедов за право да направам едно мини истражување, иако 10 трговски друштва кои што ги истражував и не се така малку по обем и број. Вашите ментори на одбраната на тезата дека рекоа дека тоа е огромен број примероци што сте ги следеле. Значи, ако гледачите мислат дека 10 се малку, воопшто не се малку. Точно така, ради репрезентативност на примерокот што се истражува, одев со поголем број и со трговски друштва кои што случајно беа избрани по слободен избор. Едноставно за оние за кои што комплетно располагам со документација од некаде 2005 до 2012 година. Опфатив 7-8 години. Тие
први години во наталниот период на трговските друштва. Наталниот зборот натален во превод бе мало? Во периодот на раѓање, така? Периодот на раѓање, Да. значи од формирањето до застанување на нозе. Тие 10 трговски друштва покажаја поразителни резултати. Не можам да речам дека тоа може да се генерализира за сите. Да. Едноставно тоа беа примерокот од 10, но како стручњак кој што долги години ги следи трговските друштва, јас си земам за право дека и праксата е таква. 8 од 10 трговски друштва не работат како треба. Значи, првите 3-4 години од основањето, друштвата како по правило сите работат со загуба. Тука влегуваат високите стапки за амортизација на вложените постојани средства за работа. Затоа што, ќе се навратам, и јас на почетокот почнавме без пари. Почнавме со некаков материјален оснивачки влог во висина од оној законски минимум 5000 евра. Да. Тие постојани средства према законот за сметководство подлежат на амортизација. Стапките се некаде 20 до 25% во зависност од видот на постојаното средство. Таа стапка на амортизација ги влечи трговските друштва кон загуба. Од друга страна, недоволен број на сметководствени документи. Нашите предприемачи не го чуваат документот, сметководствениот документ, и не го пренесуваат онака како што треба сметководствено да си биде пренесен во надлежните сектори. Значи, од секторот за набавка, пример, или од секторот за продажба, документацијата што се составува таму треба да биде пренесена во финансискиот сектор, во секторот каде што ќе биде обработена. Сметководителот доаѓа во ситуација кога не може да состави една финансиска анализа затоа што нема доволно податоци. Податокот е секогаш документарен. Сметководителот не може да работи со измислени податоци или податоци дадени вербално. Сметководителот се врзува за документот. Значи, еден од основните принципи во сметководството е документарноста. Јас не смеам да ви верувам. Јас морам тоа да го добијам во документ. И она што го добијам во документ, тоа го преточувам понатаму во финансиската анализа. Колку документи се обезбедени од страна на предприемачите, таква слика ќе добиеме во финансиската анализа. Често пати сметководителот е свесен дека тоа не е реалната слика. Значи, тука не е реалната слика. Не достигаат коцкички во мозаикот за да биде реална. Но доколку предприемачот не ангажира сметководител кој што континуирано ќе го следи работењето и со кој што континуирано ќе се советува, ќе се соработува, не можеме да дојдеме до некакви валидни финансиски анализи, валидни финансиски податоци и нормално не можеме друштвото да го повлечеме кон раст. Потоа доаѓа моментот на стечај, постапка за стечај, исто така менаџерите тоа не го знаат. Стечајот и ликвидацијата исто не им е позната и тоа доаѓа во она математичка на X и Y. Значи, постои едно народско верување, јас имам фирма, ама ми е во мирување. Тој термин во мирување... Загатнавте добро прашање, да? Не постои законски. Дали е законски... Не постои законски термин фирма во мирување. Предпријатие, мало предпријатие, мала фирмичка, што не работи добро, да ја стави фирмата во мирување. Со моментот на основање друштвото веќе е формирано како правен субјект. И законот не дозволува да мирува. Значи, тоа може ништо да не работи. Обврските по закон си доаѓа. Тоа се завршни сметки, даноци, завршна сметка, данок доколку имаме некакви финансиски показатели, а ако не работело, нема да имаме финансиски показатели. Фирмарина. Но завршната сметка мора да се поднесе. Во законски пропишан рок
глобата е 2000 евра за неподнесена завршна сметка. Фирмарината приказна за себе. Линеарно дефинирана фирмарина за микро, мали, средни, големи АД. Сметате дека не е во ред? Праксата покажува дека не е во ред. Да се оптовари едно мало предпријатие и едно големо со иста цена на фирмарината. Значи фирмарината е на годишно ниво 7000 денари. Да. Но тие 7000 денари за буџетот на едно микро, средно мало и едно акционерско друштво, колку се различни. Може би се номинално исти, но реално се многу различни. Сите овие информации не доаѓаат до предприемачот. Значи, сепак јас секогаш се навраќам на едукацијата. Континуирани обуки. Да се менува свеста на предприемачот, на предприемништвото. А најдобро е пред да се основа фирма, да се тргне по едукација. Да се основа, да се направи консултација. А не само да се фрлат парите и потоа... Консултација, сега може би грубо ќе звучи консултација со сметководител. Затоа што во моментот и пред основање на друштвото, предприемачот е во дилема дали адвокат, правник или сметководител. Може би двата. Јас како сметководител, но не само од моја страна погледнато. Може би и двата профили треба да бидат консултирани. Но сметководителот многу поексплицитно ги гледа обврските на друштвото, тековно што ќе настанат. Вие зборувате од правен аспект. Да зборуваме од аспект на пазарот. Дали не треба првин да се испита пазарот? Сметководителот е тука кој што ќе посоветува лицето пред да се впушти во, да ја наречам, авантура на основање на друштво, да направи бизнис план. Бизнис планот или сам ќе го направи, доколку може, или ќе го направи некакво стручно консултантско друштво за лицето, кое што, доколку е стручно, нормално дека има направено истражување на пазар и дали идејата врви на пазарот или не. Значи, дали воопшто да влегуваме, тој бизнес план ќе покаже. Самиот предприемач може би и има некакво истражување, што не можам да речам дека е формално истражување. Тој едноставно се интересирал. Се интересирал, тоа не е формално истражување, но се интересирал тој на пазарот, дали некоја стока оди, не оди. Помала конкуренција, поголема конкуренција, тој се лаички до некаде определува за помалку. Дошол до некаква идеја. Значи, сепак лаички има некакво истражување, но лаичкото истражување и она истражување што е направено на пазар од стручни лица многу се разликува. Значи, резултатот може да биде различен. Може би јас самостојно, ако го истражувам пазарот, мислам дека добро ќе ми оди бизнисот, но ако стручни лица тоа го направат за мене, може би ќе ми укажат на одредени проблем ситуации кои што не сум ги зела во предвид и нормално не сум можела да сметам дека мојата идеја ќе биде неуспешна. Видите, луѓе што го оценуваат нашиот бизнис амбиент, имаат забелешки дека отворањето фирма е лесна работа, сега електронски се отвора и без пари, мислам дека не чини ништо, но затворањето, стечајот или ликвидацијата на фирма чини многу и многу долг пат треба да се помине. Како е вашата забелешка на таа ситуација? Значи, некаде летово јули-август добивме, да речам, привилегија сметководителите единствено ние да можеме да основиваме трговско друштво комплетно без пари по електронски пат. Значи, тоа е дадено како привилегија само на сметководителите. Која е таа економска исплатливост што ќе го мотивира сметководителот електронски бесплатно да регистрира трговско друштво? Може би повратно договорот да останеме во договор заедно да го водиме бизнисот, сметководителот со својата сметководствена обработка, а предприемачот со својата идеја понатаму. Значи, тука веќе почнуваме со бесплатно регистрирање на трговско друштво. Бесплатно законот вели во 3 работни дена, значи рокот е за 3 работни дена друштвото да биде основано.
И нормално, откако е основано, откако сме дошле до некаде на пазарот, дали е тоа добивка, загуба или ликвидација, стечај, како да го затвориме друштвото? Понатаму проблемот е многу потежок. Да. Ако за 3 работни дена го отворивме, реалноста е таја. За 3 месеци не можеме да го затвориме. 3 месеци е може би минималниот рок, не е пропишан со закон, затоа што секоја институција има свои рокови во кои што треба да не извести. Ликвидацијата се води во неколку фази. 3 фази се за ликвидација. Во тие 3 фази имаме 2 пати повратна информација која што треба да добиеме од управата за јавни приходи, од деловните банки и така натаму. И сето тоа го продолжува рокот некаде, да речам, од пракса до 3 месеци. А стечајот е приказна за себе, мора да го води стечајен управник, мора да оди преку суд со многу поголеми трошоци. Значи, ако бесплатно влегуваш некаде, секогаш размисли колку ќе те чини излезот. Времето веќе не гази, имаме уште 12 на минути. Вие во вашата магистарска работа давате препораки. Особено ме заинтересира овие точки, ги имам тука вака подцртано, околу даноците. Вие сметате и велите, препорачувате укинување на даноците по сите основи за оваа категорија на трговски друштва. Тоа е мощно интересно. Значи, што значи ова? Си зедов за право да ставам препораки, базирано на моето долгогодишно работно искуство. Оданочувањето, да тргнеме од данокот од добивка, 10%. Данокот на додадената вредност, 5 или 18% во зависност од стоката што е предмет на оданочување. И тоа линеарно за сите. Премногу ги оптеретува трговските друштва во моментот на основање и првите неколку години. Тука сметате дека треба да има измени? Препораката моја е во согласност со законската регулатива во светски рамки, каде што се користи неформален бизнис. Значи, не мораме да основаме трговско друштво за да работиме. Тоа не значи работа на диво. Туку работа во делот на неформален бизнис. Додека друштвото е микро и мало, може да биде евидентирано преку предприемачот како физичко лице во делот на неформален бизнес, кој што ќе биде ослободен од оданочување, кој што ќе биде стимул овие друштва да застанат на нозе и да почнат да живеат, да обстојуваат. Многу е интересен неформалниот бизнис кај традиционалните дејности, кај занаетите. Ние свесни сме за изумирање на занаетчиството кај нас. Доколку ги трансформираме во неформален бизнес, да не мора да основаат фирми, да не мора да ангажираат сметководител, да не мора да плаќаат даноци, да не мора да плаќаат придонеси. Дали не би влегло тоа веќе во сивата економија? Не, тоа да се биде регулирано со неформален бизнис, да се оданочува паушално физичкото лице. Физичкото лице носител на проектот. Тој ќе си биде оданочен паушално со некои разумни износи, за да можеме баш традиционалните дејности да ги заживееме. Вака, со оваа политика, мислам дека најжалосно е за традиционалните дејности. Другите на некој начин ќе излезат на површина, но за најчиството пропадна за жал. Нешто што многу ги плаши нашите фирми, особено малите и средните фирми, тоа е високите казни. Овде давате исто така една препорака, намалување на пропишаните глоби до разумни износи. Видете, очигледно сум сметала дека износите се неразумни. Не е лично мое мислење, значи ова е мислење на комплетно на приватниот сектор. Глоба од 500 евра, 1000 евра, 2000, 7000 евра. Не можам да речам дека за микробизнисите е разумен износ. И тоа е погубно. Даночната регулатива, даночните инспектори пред се треба да се позанимаваат со контрола и отклонување на недостатоците, а за глоба е многу лесно.
Значи, мислам дека треба да постои една фаза на контрола и отклонување. Значи, како препорака, во вид на препорака, кое што некаде пред транзицијата постоеше. Кога отвараме трговско друштво, ние можеме да си повикаме вработени даночни инспектори од Управата за јавни приходи, од надлежните министерства на терен, да проверат, да видат, да проконтролираат и да не посоветуваат. Таква соработка да ни постои дадат, денес, да ни дадат разумен рок, Добро. да ги отклониме недостатоците, а после тоа, доколку ние продолжиме да работиме, нормално дека санкции треба да има. Во последно време тоа во пракса скоро и да го нема. Дали имате информација колку поради високите казни се фирми, мали и средни фирми имаат пропаднат? Дали видете, имате испитувано тоа? Не сум го истражувала моментот, но во пракса се вели вака, ако ти дојде инспектор на врата, тоа ти е клучна брава. Значи, секој упад на контрола од страна на инспекторите е клучна врата. Секоја казна за микробизнисите е голема. Значи, фактот што не се доволно едуцирани, фактот што не се проконтролирани и не им е даден разумен рок за отклонување на недостатоците, доаѓаме до затварање на бизниси и голем дел од бизнисите затвараат токму од тие причини. Не можат да ги издржат високите казни. Така. Добро е да привршуваме со нашата тема, а телефон имаме. Пред крајот на емисијата имаме телефон. Да го чуеме нашиот гледач. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. И поздрав до гостинката, нормално се разбира. Благодарам. Се согласувам со вашата гостинка, бидејќи јас сум еден од тие микро или мали бизнеси што водам. Но во принцип се виде колку време беше УЈП и не знам колку инспекции, а јас тоа морам да го кажам дека навистина сите зборови до сега што ги кажа вашата гостинка се точни. Така да слушаме инспекција, или затвараме дуќан, или бегаме, или нешто друго, не знам ти што. Казните се ненормални, значи, кога само ќе разбереш дека инспекција некако те фаќа паника или страф. Тоа е прво. Второ, конкуренцијата или нелојалната конкуренција, или како што рековте пред малку сивата економија, тука е на високо ниво. Пример само да речеме. Јас сум еден трговец во околината на Бит пазар. Водам таков бизнис што верувајте дека на Бит пазар има преполни тезги кои директно од Бугарија, бугарките, не нашите граѓани или сограѓани, директно бугарките нити имат фирма, нити имат некоја регистрација, нити се води нешто, не знам. Ја навистина не ми е познато како ја внесува таа роба и де факто јас сум, например, во ситуација да ја затварам фирмата и точно да излезам јас како нив на тезга и да не плаќам нити данок, нити придонеси. А веќе 15 години плаќам придонеси, кои 15 години талкам на истото место. Некои бугарки, или без обзир сега да не ги именувам бугари, не знам ти што, пред 2 или 3 години се дојдени во Скопје со некои не знам какви бизниси и одма се гледа кај нив дека имат големи печалби или не знам ти што. Добро, ви благодарам на вашата забелешка. Сивата економија како тема можеме да ја обработиме во некој од следните емисии со соодветни гости. Не знам дали ќе има уште нешто само да кажам. Да, повелете, да. Например, инспекторите кога излегуваат на терен. Океј, ја не сум против тоа. Пред малку нели убаво кажа господјава. Инспекторот кога излегува со една намера. Само да те казни. Имам случаеви така од моите колеги кои све бил во ред и на крај им кажал, слушај, ние сме излезени да казнеме, мора нешто да дадеш, колку толку. Значи, намерата била таква. И едно, зашто, например,
во некои места, например, конкретно тезга на Биг Брадер, да не одам на други места. Зашто инспекцијата не искача кај нив да види тука е патниџанот, тука е доматот, тука е јаболката, тука е текстилот, бижутерија и не знам ти што. Тоа мислам дека би требало да се среди еднаш кога секогаш за ние колку толку што плаќаме предонесме да не доаѓаме во ситуација да затвараме. Ви благодарам и вам што се вклучивте во емисијата и што го кажавте своето искуство и вашите забелешки. Господине Хриджич, дали имате некој коментар на јавувањето на нашиот гледач или да ја одјавуваме емисијата? Гледачот коментарот сигурно од терен го даде. Ситуацијата е таква, јас само би додала дека она негово размислување да ја затвори фирмата и да оди на тезга да продава. Што му препорачува? Во пракса доста се практикува, затоа што глобите за правните и за физичките лица се различни. Значи, кога сме глобени како правно лице, ние сме воедно глобени како физичко. Значи, имаме од 2000 евра нагоре тарифа за правно лице, половината за физичко и ние плаќаме тродупло. А кога сме глобени како физичко лице, мислам дека глобата е 500 евра само за физичко лице и тоа е тоа. Многу нови предприемачи се наставот дека кога работев на диво ми беше поедноставно и многу повеќе заработував отколку сега кога го официјализирав својот бизнис, кога мислев дека ќе ми биде подобро. Така. Ви благодарам многу за гостувањето во емисијата. Се надевам дека луѓето што почнале со свој бизнис и тие што мислат да го почнат, дека научија нешто од вашето излагање во вечерашната емисија. Благодарам што бевте така добра соговорничка. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, благодарам и вам за вниманието. Ќе се видиме следниот петок. Пријатно и до гледање.